Веќе 10 дена состојбата на штетните PM честички во воздухот се над дозволеното. Според 17 мерни места низ Македонија каде што се врши мерењето, состојбата со аерозагадувањето е алармантна. Болниците се преполни, 30 до 40% се зголемуваат заболувањата кај луѓето благодарение на нечистиот воздух. Еден од најголемите виновници кој што допринесува со зголемувањето на аерозагадувањето е самото население. Ние имаме сериозен проблем, тоа е проблемот на аерозагадувањето. Оно што во минатите години се покажуваше и на меѓународно ниво е дека аерозагадувањето веќе не влијае само на респираторниот систем, на белодробниот систем, па делимично и на кардиоваскуларниот, него влијае безмалку на сите органи и системи во организмот и не постои орган кој што не е на некој директен или индиректен начин не е загрозен од овие токсични честички. Така да следењето веќе не го правиме само преку следење на движење на белодробните болести, него воопшто преку општата смртност, која што е покажано дека околу 3 милиона луѓе годишно умираат во светот поради аерозагадување. Во Македонија таа бројка е околу 1050 до 1060 по проценки, сите проценки нема да бидат 100%, постојат некои методологии, меѓутоа навистина над 1000 луѓе губиме годишно поради последиците од аерозагадувањето. Според Ѓорѓиев, населението не е само она што трпи од аерозагадувањето, туку тоа и самото допринесува за тоа. Мораме да го конечно спомнеме населението дека не е само она кој што трпи од аерозагадувањето, него исто така и она кој што допринесува на аерозагадувањето, користењето, некритично користење на возилата, некритично користење на несоодветни типови на горива за грејење, инсталациите непроверени во тие системи за грејење се исто така вина колку на факторите јавни, толку и на индивидуалните фактори. Мислам дека прилично индиферентно се однесуваме лично кон аерозагадувањето, сметајќи дека е тоа проблем што треба некој друг да го реши, а секој од нас, или најголем дел од нас, сами се возиме со возила или ги употребуваме и тогаш и кога не ни требаат. Друг проблем е секако и староста на возилата, бројот на возилата. Македонија за неколку години назад безмалку секоја година по 10.000 возила ги зголемуваше. Како мерки при аерозагадувањето се препорачуваат на отворен простор што помалку да се престојува, да се прекине физичката рекреативна активност, а во услови кога подолго се изложува на загаден воздух, посебно градежните работници, се препорачува носење на специјални маски кои нема да ги пропуштаат штетните честички. Според Ѓорѓиев, мерките против загадувањето треба да бидат насочени кон вистинскиот причинител на загадување, а аерозагадувањето на кратки стази не може да се намали.